Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп синој ќе одбележа 35 години од формирањето. Повод и причина за разговор со актуелниот претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп Дејан Продановски за постигнувањата, предизвиците и визијата на партијата во локални рамки. Пожар на отворено на просторот помеѓу село Лениште и Беловодица, кај Плетвар, гори букова и мешана шума, пожарникарите на терен. На конзорциумот Бехтел и Јенка, изведуваш на автопатската делница од коридорот 8 на автопатот Прилеп-Битола, евидентиран е напредок од 52%. Синдикалната минимална кошница за август изнесува 65.507 денари. Времето денеска сончево и топло, со мала до мерена облачност, температурата во Прилеп изнесуваше 32 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп синој ќе одбележа 35 години од формирањето. Повод и причина за разговор со актуелниот претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп Дејан Продановски за постигнувањата, предизвиците и визијата на партијата во локални рамки. Целиот разговор следете го на нашиот YouTube канал или на нашиот портал www.radiopela.mk. Сите почитувачи, сите членови, сите оние кои што се вложиле во овие 35 години беа вчера поканети и го испочитуваа настанот. На настанот ни дојде и претседателот на партијата и подпредседател, кој што и воедно ни е и координатор од извршниот комитет, значи една полна слика. Убаво за гледање, скромно, кратко, кажавме она што се случувало во минатите 35 години, се подготвивме со промотивен материјал, упативме покана до сите граѓани кои што сакаат да присуствуваат, извршивме промоција на еден простор кој што последниве години и така не беше експлоатиран за било какви настани, да се врати во живот и тој простор, и одбравме неслучајно локацијата за родишот на христијанството во градот. Почетокот на некој начин на Прилеп е од таму, од Варош, од населбата Варош, местото Панагјуриште или амфитеатарот сега поново каде што е изграден, и мислам дека ни символика сакаме да прикажеме дека ВМРО ДПМН е тука од почетокот на плуралистичка Македонија и се
бори и се грижи да го подобрува квалитетот на живот на прилепчани. Конзорциумот Бехтел Јенка, изведувач на автопатската делница Прилеп Битола, има евидентиран напредок од 52%. Според извештајот објавен на веб страницата на јавното претпријатие за државни патишта, евидентиран е напредок од 52% на работите за спецификација и проектирање на автопатот Прилеп Битола. Завршени се 63% од геотехничките истражувања за оваа делница, а од проекциите за експроприација завршени се 78% за ова автопатско решение. За оваа автопатска делница. Конзорциумот Бехтел Јенка, изведувач на автопатските делници на коридорот 8 и 10, Тетово Гостивар, Гостивар Букојачани и Прилеп Битола во јуни продолжи да извршува претежно работи за геотехнички истражни работи, дизајн и спецификации на автопат, дизајн на експроприација, активности за истрага на неексплодирани убојни средства, работи за привремено управување со собрајкеот и работи за мобилизација, како и градежни активности, главно за земени работи и конструкции. Од почетокот на годината, кон Бехтел Јенка државата исплатила околу 43 милиони евра, се вели во извештајот објавен на веб страницата на јавното претпријатие за државни патишта. Пожар на отворено на просторот помеѓу село Лениште и Беловодица кај Плетвар, гори букова и мешана шума, пожарникарите на терен. Состојбата со шумските пожари во Македонија се влошува. 2 активни пожари горат во Македонски Брод и Прилеп. Во Прилеп, кај местото викано Ливада, на просторот помеѓу село Беловодица и Лениште, изби пожар во буковата шума. Екипите на територијалната противпожарна единица Прилеп се на терен, постојано ја следа состојбата, а Дирекцијата за заштита и спасување и локалните пожарникари работат на сузбивање на пожарот за да се спречи евентуалното проширување на огнот кон населените места и патиштата. Побарана е и воздушна поддршка за локализација на пожарот. Синдикалната минимална кошница за август изнесува 65.507 денари. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец август 2025 година изнесува 65.507 денари, што представува зголемување од 179 денари во споредба со јули, кога изнесувала 65.328 денари. Во споредба со периодот пред укинувањето на активните владини мерки, кошницата е зголемена за 2.816 денари или 4,49%, соопштуваат од Сојузот на синдикатите на Македонија. Од Сојузот на синдикатите на Македонија посочуваат дека со изнајмен стан 60 квадрати, вкупните трошоци во август достигнуваат 80.882 денари. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Температурата во Прилеп изнесуваше 32 степени Целзиусови. За утре метролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.